За да еден човек ја заслужи титулата легенда на езерото во град како што е Охрид, е исто како во Непал, во семејство на шерпаси, да те викаат легенда на планината. Бара неверојатно достигнување кое што Марко го има реализирано во повеќе наврати, посебно во 2022 година преку проектот наречен Одисеја, кој што се состои од 10 препливувања на разни рути низ Охридското езеро и со различна должина, од кој што последната е во должина од 64 км во форма на триаголник, почнувајќи од Охрид, па до Струга, Свети Наум и Охрид, со чие препливување станува најмладиот кој успеа да го препливаа Охридското езеро. По оваа најава вклучивме неколку минутно видео токму од тоа препливување, кое веруваме дека ќе ви ја доближи неговата приказна и тежината на подвигот кој што го има остварено, затоа што е многу тешко само со зборови да се пренесе таа реалност. Но пред да започнеме, стиснете лайк на видеото, претплатете се на каналот, поддржете нашата работа и помогнете ни и во иднина да ги доближуваме приказните на овие луѓе до вас.
Полека! Се враќаме во 2018 година, на твои 12 години. Иначе многу е корисно, мислам дека за денешното снимање, само кажеме дека ти во време на снимање на ова видео немаш ни 20 години се уште. Да. Че моментално имаш 19 години. Да, уште сум тинејџер. Уште си тинејџер, да. Значи се враќаме са 7 години порано, на 12 годишна возраст, на брегот на Охридското езеро во Свети Наум. Како се наоѓаш таму и која ти е намерата уствари? Па, намерата беше да си ја најдам желбата за живот. Мене првиот сон, првата желба што ќе правам во животот, кога ќе праша наставници, родители, роднини, што ќе правиш во животот, јас кажбев секогаш дека ќе сум фудбалер. И јас сакав да сум, јас работев кон тоа, само што почнував кон клупскиот фудбал и ми се најави таа ретка болест. Која? Таа се викат пертес, пертесова болест. Тоа е кога од недефинирани причини снабдувањето на крв до колкот, до коската прекинува на одреден период и тоа ја оштетува коската и така настана се во нешто, а тоа се јавува од 4 кај деца од 4 до 10 години и мене ме фати на 10-та година, што е најстрашно бидејќи многу е потешко да се опоравиш од тоа. И потешко е лекот да го најдеш за таа болест на крајната фаза ако те фати. Чакаш да ми кажеш дека на 11, 12, 15 години не може да се стигнеш до таа болест? Не може, не. Од 4 до 10 и повеќе кај машкава популација. Мислам дека беше статистика дека е едно дете на 12.000, мислам дека така. И што го стават во режимот на деца со ретки болести затоа. И некако се изгубив и на 10 години кога ми кажаа дека имам таа болест, ми кажаа дека нема да можам веќе да трчам или да скокам. И некако се изгубив јас веќе сите бродови ми потонаа, не знаев јас веќе што да правам. Не можев да излегувам надвор да се дружам со другарите, не можев фудбал да играм, не можев се што сакав претходно, не можев да го правам. Буквално само лежев дома, не правев ништо. Колкао беше ограничувањето, да кажеме, во моментот кога ти ја прават дијагнозата? Значи, колкав е... Со колкав диапазон, да кажеме, на движење може ти функционира ногата? Мислам, во кој ниво можеш да ја користиш? Во првите фази во никое. Ми рекоа, не можам да трчам, не можам да скокам, не можеш ни да пешачиш, само лежи дома ти и одмарај. Не одев на школа и цело 6-то оделение, може би ако отидов 3 месеци, 4 максимум, и немав никакво движење. Не можев, немаше тоа беше тоа. Само лежев. Тоа беше единственото што ми беше дозволено. Значи како продолжи, да кажеме, животот? Значи од 10 до 12 години, значи од 10 до 12 години имаш, да кажеме, многу интензивен период најверојатно на размислување, што викаш ти, на пронаоѓање на себе си, на што понатаму сега. Значи на некој начин ти доаѓа идејата дека ќе почнеш со пливање. Таа идеја дојде, на татко ми му дојде таа идеја, бидејќи јас нагло се здебелив. Јас пред да ми се диагностицира болеста бев коска и кожа. Јас цело време играв надвор и нагло се здебелив јас како што нема физичко движење и мораше да најме спорт каде што нема замарање на ногата. И некако татко ми се сети дека пливањето може да е така ако воопшто не ги користам нозите. Ама се дискутиравме и со докторот, тој рече дека подобар спорт во моментов не можам да најдам. И некако тоа спонтано се случи да почнам да пливам во хотелски базен. И тоа бе 12-13 метарски базен и најпрво беше рекреативно. И некако се пронајдов во тоа да ми се јави желба за малиот маратон во Охрид. Тоа е маратон од 2,2 километри од парк до пристаниште. И
и тоа некако коцките се поклопија спонтано да се пријавам, да изразам желба дека сакам да го правам. Татко ми прифати бидејќи тоа исто така му е спортот на татко ми кој го спортувал додека бил дете и некако јас го превзедов тоа и тој беше среќен што син му ја продолжува неговото, го продолжува. И ми беше тренер, се до ден денес ми е тренер и така некако се јави желбата, завршив јас со малиот маратон, па потоа некако тоа како да запали оган во мене, да бев гладен за успехи, да бев гладен за други работи. Да, мислиш дека конкретно затоа што базенот како базен да кажеме најверојатно и не е толку стимулативен во однос на не знам пораѓањето на толкави дистанци на отворени води. Значи најверојатно човек осеќа некој бенефит од самата физичка активност, од пливањето, но она што кај тебе, што викаш, го пали огнот за тие големи дистанци на отворена вода е тој мал маратон. Се сеќаваш ли на комплетирањето, да кажеме, на тие 2.2 километри, мислам, од денешен аспект тоа е навистина минорна дистанца, но во ситуацијата во која што си бил тогаш, значи тоа е најдолгото нешто што го имаш ти испливано во твојот живот. Да, апсолутно. Некако во магла ми е, но тоа што памтам е прво дека беше многу бавно пливањето, бидејќи јас пливам до ден денес само со користење на рацете, без нозе. Да, што значи бавно? Значи во неколку текстови најдов дека брзината на пливањето се мери во завеслај, некои 60 до 64 завеслај, сега да кажеме се брзина на пливање на маратоните кои што сега ги пливаш. Да, не, брзината тоа е темпото на пливањето, да, а брзината на пливањето е 3,5 до 4 ако не се лажам. Да, тоа беше во 2022 во мојот пик на пливачката кариера, тогаш таа беше брзината со која што пливав, мислам дека првите 2,2 километри не се ни сеќавам за колку ги испливав, но беше според мене и бавно тогаш, бидејќи сите деца како што пливаат и со нозе и со помош на нозе, не знам, беше побавно во споредба со нив, но мене не ми беше тоа целта јас да победам или да се тркам со некого, да. Мене ми беше целта само да го завршам, да исполнам таа цел. И што не е мала цел, да. вака ако размисли човек, затоа што уште еден факт што треба да потенцираме најверојатно и е многу битен е дека ти твоите подвизи ги изведуваш, односно пливањето го правиш само со помош на раце, значи без нозе. Да, апсолутно. И не знам, тогаш кога препливав тие 2,2 километри, само што завршив, бев многу среќен, некако како да се пронајдов, да си го пронајдов патот за во животот. И таа желба и во истиот момент како да почнав да мислам што е следно. Тогаш видов неколку дена после тоа имаше маратон од 10 километри. Има близу кеот на кај пристаништето каде што е, има така маратон и се вртат во кругови, 10 километри. Но тие се професионални пливачи. Ама некако тоа ми беше желба, јас тоа да го правам. Кога му спомнав на татко ми, тој ми рече искрено, нема да те лажам, ти си многу бавен за нив, значи ќе се демотивираш кога ќе видиш сите дека завршија, ти не си на вториот, третиот километар. Не знам дали А што ти даде право воопшто, мислам, да помислиш дека би можел во тој ранг да пливаш? Значи ти пливаш активно, да кажеме, за целиот период, така, значи во базен? Првата година не беше баш активно. Првата година во базен пливав само вкупно еден месец, а после беше све префрлено во езеро. И не беше баш активно таа прва година. Не знам од каде ми се јави таа желба или да мислам дека воопшто можам да го завршам. Едноставно само сакав така да се пробам. Бидејќи тоа ми беше сега целта. Веќе во пливачкиот свет влегов и сакав да правам, да ги правам работите. Да, дали мислиш дека тоест како се развива болеста во тој период, во тие 2 години да кажеме? Значи колку е можеби тоа главниот мотор тебе што те води кон надпревари во поголеми трки, поголеми подвизи, да мора нешто повеќе да направиш?
многу некако бавно беше тоа, целиот тој период за развивање на болеста беше многу бавен, бејќи јас се уште не се имав откажано од сонот да станам фудбалер. И Стварно? со секое одење на болница на доктор, мислев дека сега ќе ми речи готово, Марко, ти помина, можеш да трчаш. Но не беше така, јас не можев да ја сватам на толку рани години која е сериозноста на таа болест. И надежта се уште не ми беше умрена и само сакав да ми кажат можеш да пливаш, можеш да трчаш, можеш да играш, можеш да правиш се. И бидејќи имаше некои периоди каде што немаше да ме боли ногата. Тогаш си реков дека се реши све. Како комплетно нормално ти функционира без никаква Скоро болка? не имав ќе куцав, но немаше да чувствувам болка. И мислев дека во тие периоди дека ќе ми е средено се. Но не беше така и како што поминуваше, веќе почнав да го прифаќам дека нема веќе назад, нема веќе за сонот за фудбал, дека морам да се префрлам целосно на пливањето. И се префрлаш целосно на пливањето. Значи сега доаѓаме повторно на датумот 28 август 2018 година, значи 12 години во Свети Наум. Сина со намера да испливаш повеќе од 20 км, 22 км поточно од Свети Наум до Охрид. Значи на 12 години тоа е огромна дистанца. На било кој години тоа е огромна дистанца, не само на 12. И е нешто да кажеме што бара посериозни медицински прегледи и одобрувања и така натаму, значи веќе почнува да се формира група на луѓе околу тебе кои што нели го преиспитуваат целото тоа, па мора да го одобрат. Има многу интересно сведоштво на твојот доктор Горан Балевски, ако не се лажам, кој што нели цела негова кариера ја става со медицинските прегледи, со потписот на медицинските прегледи, дека ти си способен да го направиш тоа, дека он стои позади целото тоа. Како почна тој ден? Тој ден, прво, тој ден ние спиевме во градиште, бидејќи за помалку да патувам до Свети Наум, бидејќи јас кога ќе патувам подолго време во кола, имам болки во ногата. И затоа бевме во градиште, за што помалку да се намали таа дистанца, помалку да се намали времето и да сум спремен. И некаде во раните утрински часови слушнавме дека има бранови, дека големи бранови. Јас тогаш се вознемирив. Но спиев со брат ми и тогаш тој стана исто така, ми рече уживај, ќе се среди до сабајле, нема да е ништо, ќе се како што треба. Тоа ме смири до некаде, но кога станав утрото, имаше уште поголеми бранови од тоа што беа нојта. И малку се разочарав, но знаев дека си имам спремано и на такви временски услови. Но се уште беше дали ќе почнам, дали нема да почнам, дали други веќе ме пуштат да почнам. Од кој зависеше дали ќе почнеш или не? Мислам, која носеше конечната одлука, така да кажам? Мислам дека не знам, помеѓу родителите и докторот, но многу значеше и од мене, бидејќи јас да не сакав да пливам, немаше тие со сила да ме натераат. А јас му реков, без разлика како и да е, морам да пливам, сакам да пливам. И кога стигнавме во Свети Наум, мајка ми беше сосема против нештото. Едва и кајчето стигна до Свети Наум и јас ја молев на мајка ми да ме пушти да пливам. Фала Богу, и беше многу страв, бидејќи такви бранови јас до тогаш, до таа поента нема видено. Огромни беа. Но јас бев спремен, дојде и татко ми, некако се правеше разговори, правеа дека можеби ќе се откаже или можеби во 10 часот ќе почнам, бидејќи требаше во 9, но дојде докторот, ја проба водата каква е, дали е ладна, како е, и излезе и само ми рече Марко, ќе пливаме? И јас како што бев разочаран, само од една осмица до друга осмица се насмеав, му реков да. Мајка ми направи само така и одма почнав да се загревам, да ме мачкаат и бев многу среќен дека ќе ми ја дадат шансата да пливам. Да, нели си се навртил на тој момент, да кажеме, значи пошто тоа е многу битен момент, мислам, во целото твое патување. Значи ако тоа
Ако докторот да кажеме кажал не тогаш и Да. ако тоа пливање се одложело, најверојатно Ништо. целиот таймлајн на настани би се поместил. Да. Не значи дека не би се одиграл, Да, да. но би се поместил во некој друг редослед, да кажеме, што би Апсолутно, да. било апсолутно штета, да кажеме. Да, да. Влегува докторот во водата и ја осеќа температурата, значи брановите се пак се по метро и пол, значи Да, остануваат да. брановите, ама водата е топла и он мисли дека според температурата на водата со овие бранови ти ќе можеш да го направиш тоа. Тој не ми имаше видено како имам пливано, но ние во претходните во 2 прегледи кај него го убедивме на некој начин, бидејќи јас правев и ЕКГ и сите тестови што тој ни имаше речено да ги направиме. И кога виде дека сум целосно фит да го направам нештово и дека не е ни само за пливањето, туку дека е повеќе за мојот живот, дека е таа желба за живот да ја пронајдам. И ќе беше тажно ако тој ми го забранеше тоа или не го ставеше потписот за да ми дозволи. И затоа тој во моментот дури и татко ми што беше на секој тренинг со мене, не беше ни тој убеден дека ќе успеам. Никој не мислеа дека ќе се откажам до заум дека ќе испливам и дека ќе се откажам. Но јас само во моментот верував дека можам, знам дека знаев колку имам вложено, колку имам тренирано, дека можам да истуркам до крај. И требаше да сме 2 пратечки кајчиња и плюс едно како црвен крст. Но поради големи бранови дојде само едно пратечко кајче каде што беа татко ми, брачет ми и другар на татко ми. И Зошто? Мислам, како се формира таа експедиција целата? Мислам, има некои стандарди кои што треба да се исполнат за едно такво пливање? Едно кајче, две, не знам, пратечко, водечко и така натаму? За првото пливање не, бидејќи не бевме толку инвестирани во тоа, бидејќи не знаевме ние дека има организација што може да верификува нешто. Тоа е Светската пливачка асоциација на отворени води. Да. Таа не е вклучена до тој момент. Во првото пливање не. И не знаевме, но и да беше вклучена нема правило каде што пишува колку пратечки кајчиња може да има. Да. Значи може колку што сакаме. Се дори не те попречуваат или ти да. помагаат на одреден начин. Да, апсолутно. И бидејќи беа големи брановите како што спомнав, не дојде другото пратечко кајче, а во тоа требаше да е мајка ми. Ја што во тој момент гледав како се разочарав бидејќи сакав да е таа со мене за да види како е, за да види дека можам да исто така да ми дава и мотивација и инспирација. И кога застанав пред почетокот, брановите прскаат до мене, влегуваат во кајчето и се чека на мене за да почнам. Се прекрстувам. Тоа беше толку ненамерно, тоа беше буквално само Господе помогни ми. Во овие бранови многу ми треба помош. И се прекрстив, ги влегувам во вода, правам неколку завеслаи, мава еден голем бран, каде што ме однесува и во течението на Дримот. И тогаш, како што е ладна тука водата и гнасна беше од тие бранови, јас извикав само не можам. Го гледам брат ми од кајчето како се смее. Мисле дека мене ми се смеат, после свативме дека за сосема различно нешто, но во моментот видов дека се смее, мисле дека мене ми се смее. И се изнервирав поради тој факт и само си реков сега пливам. Значи сега некако ми даде тоа лутина нервоза, ќе пливам само. И така некако продолжив со таа сила, со таа помисла дека за да му докажам на сите дека можам, некаде до повеќе од половина, каде до метропол некаде, и веќе некако ми се намалуваше силата. Но фала Богу тогаш се намалува и брановите и конечно дојде и второто пратечко кајче со мајка ми. И кога ја видов дека е тука, многу таа еуфорија ме понесе и ми даде потребната сила за да го дозавршам тоа. И од сите бранови против тебе еден конечен бран во твоја насока, во твоја полза. Да, апсолутно. И тоа беше некако како магично кога ја гледав како ми дава и аплауз, како е насолзена заедно и со тетка ми беа, уште една докторка и не знам кој беше во кајчето. И веќе почна да доаѓаат, да слушнаа луѓето дека пливам, дека не сум се откажал досега и почнаа да доаѓаат кајчиња, глисери, бродови.
Тоа рандом се собираат, значи Од нема никаде. известување, не ги Нема. собира некој, значи не Рандом, не знам колку кајчиња дојда а после и пречек од стотици луѓе на кејот, мене ме изненадија. Пријатно ме изненадија и такво нешто не знам дали ќе се повтори. Значи ти на тој ден во тие услови комплетираш 22.4 километри за не извини, да 22.4 километри за 9 часа. Да. Значи 9 часа, дали е тоа најдолгото пливање до тој момент што го имаш изведено? До тој момент да. До тој момент да. И во споредба со после тоа како и да ништо не. После тоа иде ова ти е еден обичен тренинг, но на 12 години, значи сликите кои што можев да ги видам, значи тоа е како ти кажам, како и секој 12 годишно дете, значи ти не си атлета, не си човек развивен, значи ти си дете, симпатично буцкасто детенце кое што како ти кажам, кој ќе видиш максимум би му дозволил од педалинка да скокне во подлабокото, значи толку ме разбираш. Не вакви подвизи не доаѓаат во обзир и твојата слика со подвигот едноставно не соодветствува, да ги споиш, ме разбираш. Значи јас ги гледам вака и сега си викам чекај, окей, детето е тоа што преплива 20 километри, пак после некој време ќе се зачнем треба да се гледам, ова дете ги преплива 22 километри. Добро. Големо охрабрување, значи голем подвиг да кажеме, ти си до тогаш веќе станува јасно дека кај тебе има нешто дефинитивно многу поразлично во однос на сите деца, можеби, а и повозрасни кои што влегле во светот на пливањето на отворени води, дека едноставно ти престои еден пат, една кариера која што почнува да се гради во таа насока. Наредна година решаваш да влезеш во една лудост би ја нарекол, значи тоа е екстремно голема дистанца, значи тоа е оној триаголник што кажуваш Охрид, Струга, Свети Наум, Охрид во должина од 64 километри. Значи ајде да видиме до таа идеја како дојде. Првично во 2019 беше од Охрид до Свети Наум, па Струга, па Охрид. Во 2022 се смена тоа, но во 2019 тоа како дојде? Прво, знаевме дека целта за пливањето некако дојде да пливам за децата со ретки болести. Значи за подигнување на свесноста за децата со ретки болести. Што е најверојатно на непостоечко ниво, не на ниско, туку едноставно не постои. Да. И тогаш и продававме мајци со цел да собереме пари за да можеме да донираме, но колкава е сумата што може да собериш на 13 години со продавање на мајци. Целта беше да слушне некој на повисоко ниво, што може да помогне, што може да направи измена. А пливачката цел зошто беше толкава, првично во 2018 година голем дел од народот викаше ова е за во Гинис. И тоа некако беше мотивот, демек што можеме да направиме ние за во Гинис да влеземе. Кој е стандардот во Гинис до тој момент? Не знам, тоа беше истражување на татко ми, но многу е чудно, бидејќи јас со тоа многу се разочарав, бидејќи можеби има Гинисов рекорд за колку можеш најмногу мастики да извакаш во, не знам, а нема за 13 години 60 километри. Прво морало да се... Стварно така. Полно за глупости. И ја читано книгата, значи какви глупости има внатре, тоа е. Луѓе си немаат работа. Да. И најпрво мораше да сум 14 години, требаше да пливам 24 часа и некако дистанца од 100 и неколку километри. И гледавме дека е невозможно тоа. И се префрливме сепак на ова. До последен момент ние не бевме одлучени дали ќе Охрид, Свети Наум, Струга, Охрид или ќе само Охрид, Свети Наум, Охрид. Ние се спремавме за... Која е разликата во километри? Триаголникот е 64 километри, а Охрид, Свети Наум, Охрид е 44,8. И ние се спремавме за двете. Мислам, за поголемата верзија се спремавме, иако имав таа година многу болки во ногата и многу од пливањата ги прекинав од тренинзите.
Но некако ајде пак со психата бев многу добар, знаев дека можам да успеам, знаев дека се трудам максимално. И за жал и тој ден многу ме болеше ногата и тоа беше големо недоразбирање во народот, кај народот, дека мислеа дека можеби не сум спремен или дека е премногу голема дистанца за мене. Но јас бев спремен за тоа. Јас можев да ја испливам, но имав преголеми болки во ногата. Јас можеби повеќе од 1 час пливав со тие болки, каде што пиев 2 апчиња, ако сум сигурен, не сум сигурен за тоа, но мислам дека 2 апчиња се напив без ништо да ми помогнат. Гледав да туркам колку што можам повеќе. Значи таа болка тебе во ногата на денот на пливањето, мислам тебе ти се јавуваат цело време болки со различен интензитет, претпоставувам. Ден те фаќа, ден те пушта, па 2 дена ќе те фати и така натаму. И ти немаш да знаеш, немаш да предвидиш на денот на пливањето во која состојба точно ќе бидеш, така, значи тоа едноставно се случува. И сега да ми кажеш дека луѓето така реагираа како негативни реакции, зошто воопшто? Многу имаше негативни реакции. Гледај, не можам ќе сгрешам ако речам дека немаше позитивни, бидејќи сепак главната цел беше да кренам таа свесност за децата со ретки болести повеќе отколку да ја завршам пливачката цел. Но и затоа имаше и толку позитивни коментари, но имаше и голем број на негативни коментари кои посветени на родители, на доктори, на мене, дека премногу ме промовирале, а не можев да не можел да го испливам езерото, не знам што, не знам како и знаеш, на 13 години многу поразлично го читаш тоа отколку сега да го прочитам. Сега кога ќе го прочитам се смеам на тоа. Тоаш си сунгер, ги примаш како што се испратени такви, немаш филтер да видиш кој го воопшто го кажува, тоа со каква намера го кажува, дали има разбирање, дали има влезено во езеро воопшто некојаш. Апсолутно. Не ме ни гледале јас како пливам, колку можам да испливам. На ниеден тренинг не знаеле дека сум испливал илјадници километри во подготовки за овој подвиг, само знаат да коментираат и во тој момент многу ме разочара тоа. Имав Ја мислам дека може и до фризурата да е. Мислам дека фризурчето ти беше премногу не беше маратонско како ти кажам. Значи стајлингот ти беше многу нежен за подвигот што го имаше направено. Пак ќе ти кажам, значи мислам дека изгледот ти направил малце поголем проблем од колку што треба, значи ама добро, ајде. Застануваш на 11, скоро на 12 километри после скоро 5 сати пливање во вода, ако не се лажам. За 2019 да. Не ми текнува колку 12 километри беа, бидејќи испливав до градиште некаде, за колку сати не сум сигурен, но последните некаде 3-4 километри, не знам колку траја, мене ми се гледа како цела вечност, бидејќи се гледаше тоа од кајчето, дека јас гримазавам и е како да се мачам. Да. И се стегав јас веќе тогаш во вода почнав да плачам бидејќи од толкава болка што беше. Но гледав колку што можам да продолжам. Тие од кајчето комуницираа со мене, јас имав грудка во грлото и не можев ни да му вратам на тоа што ми го зборува. И пошто знаеш дека кај ќе прекинеш. Ја знаев реалноста и гледав колку што можам да туркам со надежда дека ќе ми помине ногата. Но тоа беше тоа. Добро, тоа завршува како што завршува, значи тоа е една лекција, да кажеме, огромна. После изгледа многу добро научена, затоа што тоа уште еднаш не се случува понатаму во животот и очигледно правиш некои драматични корекции после тоа. Значи како коригираш целото тоа со ногата, со менталната поставеност? Кои се чекорите што ги преземаш? Следниот чекор што го превземавме беше операција на ногата. Тоа мораше да се направи во Србија. Бидејќи бев на прегледи во Битола, во Скопје, Охрид како што сме. Единствен одговор што го добивме од болница во Скопје беше дека мора да се прави операција, но таква операција во Македонија не постои. Мора да бараме во Србија или во Бугарија. И отидовме ние во Србија, видовме дека докторот може да го направи тоа и
тоа беше следниот чекор, да ја поправиме болката во ногата. Таа операција всушност беше како што е оштетена ногата, да се пресечи дел од коската за да почне на правилното место да расте. Бидејќи како што беше оштетена не растеше како што треба. И тоа е процесот како ќе ти ја направат операцијата, ти 3 месеци да не смееш да се поместиш лево или десно. Во кревет си само лежеш, не смееш лево, не смееш десно. Не смееш да ставиш. Да. И тоа беше најголемиот чекор кој го превзедовме, бидејќи освен физичката помош за колкот, многу ми помогна со психата, бидејќи беше дефинитивно најтемното и најтешкото време, најтешкиот период во мојот живот. 3 месеци неподвижен, значи тоа е мислам дека човек ако проба да легне 2 дена, еден ден нека биде без да се помести, одма може да види како му се менува целата физиономија, хемија внатре во структурата на телото поради тоа недвижењето. Најголема болест, да кажеме, најголем предизвик е пасивноста. Кога човек е застане во едно место. Значи тогаш се случуваат сите најголеми проблеми, а менталниот дел е можеби најмногу оштетен во целиот тој процес. Како се носеше ментално со целото тоа лежење, така да кажам? Многу лошо, бидејќи иако јас бев позитивна личност и се уште сум, но во тој период некако првиот месец го истуркав. Но вториот месец во ноември ја правев таа операција, декември кога почна, некако. Прво, кажано ли ти е тебе колку време треба да лежиш или едноставно зависи од состојбата? Значи може да биде месец, 2, 3, пола година, година, значи или ти кажуваат 3 месеци нема мрдаш и после тоа ќе станеш. Беа како минимални 3 месеци, бидејќи јас и после тоа беа минимални моите покрети од како поминаат тие 3 месеци. И знаев дека се барем 3 месеци дека морам да ги издржам тие. И јас летото 2019 во припреми за тој триаголник осломнав и бев целосно спремен и бев среќен со како изгледам, како ми е телото. Во првиот месец и половина повторно ги вратив тие килограми кои долго време се мачев да ги изгубам. Тоа некако самодовербата и општо надежта во тие моменти ми умре. И тоа е спирала, значи те влече надоле. Сите работи едноставно одат во погрешна насока, еднаш кога ќе застане човек, да. Апсолутно. Почнав и да ги читам тие коментари негативни кои уште повеќе надолу ме однесува, бидејќи пак едно е кога без разлика дали имаш 13 години, едно е кога ќе си позитивен и кога во моментот можеш да се движиш, можеш да правиш што сакаш, а друго е кога си статичен на 13 години. И некогаш ќе се случеше мајка ми или татко ми на работа да се вратат нервозни. Ти не знаеш што се случило, ама таа нервоза не си оди само така и можеби нешто ќе ти речат што не мислеле или потоа ќе се каат за тоа, но во моментот ти си го прифаќаш како ти да си виновен за тоа. И откако ќе си излизат од собата, ти тој муабет го како го враќаш наназад 100 пати. Живее во тебе, да. Додека не го измениш целиот разговор. Можеби тој ти рекол нешто, ти не си го сватил како што треба. Кога ќе го враќаш разговорот наназад, сосема различно добиваш и му додаваш негативност, му додаваш. Во таа депресија некако влегов и не знам, тој беше многу тежок период каде што почнав дури да мислам кога ќе можам да станам, кој е најбезболниот начин на кој што можам да се заминам. Јас на 13 години имав такви мисли. И тоа е практично самоубиство, на што кажеш. Да. Значи тоа е степен на депресија, еден од најтешките степени на депресија, мислам дека. И тоа е неверојатно да го доживееш на 13 години. Мислам, навистина страшно. Да, апсолутно. Како се одглави, да кажем, како излезе од целиот тој негативен циклус? За тоа морам да му се заблагодарам на брат ми, бидејќи конечно можев да станувам на крајот од јануари, конечно можев да станувам, но со штаки да се движам. И долг беше процесот на опоравување. И со тие вежби, со движења, со се, буквално требаше наново да се учам да одам. И воопшто се да правам. И
Брат ми се врати една вечер беше излезен и седна до мене да разговаравме. Не можев да се доведам сами од себе си да му кажам за моите мисли, дека се уште ги имам јас тие мисли, дека кога никој нема да има дома, јас можам да си направам нешто. Колку е постар брат ти? 5 години. И некако тој дали го почувствува тоа и ми рече, наместо залудно да играме игра, можеме на секое убиство или на секоја смрт да тој да прави склекови, јас да правам. Шо е играта со убиство и за смрт, ако е? Да, имавме и повеќе игри игравме, но беше секогаш тој кога ќе умре во играта, тој да прави склекови, а јас да правам кругови околу куќата. За да и некако тоа ме извади, колку и да е едноставно, некако тоа процесот и помисла дека нешто правиш заедно со брат ти, дека заедно со брат ти се подобруваш и целиш кон нешто поголемо, некако ме изваде од тоа, бидејќи гледав со секој ден како што поминуваше дека се подобрува ситуацијата. И гледав дека ќе е многу погрешно и глупаво нешто да се направи тоа што го имав замислено. И како што поминуваше, како што се подобрува, веќе тие мисли целосно ги отстранив од умот. И со секоја слика што ја правев, наредната ќе изгледав многу подобро од колку што сум мислил претходно. И тоа ме Какви мотивираше. слики? Правиш слика од целото твое тело, да кажем, така го анализираш? Да, и од ногата, например, бидејќи тоаш ногата ми беше ротирана 90 степени нанадвор. Така ми имаа наместено за да ми расте на правилно место, не знам. Можеби тоа беше мала грешка од докторот, можеби не знам. Добро. И со секое враќање колку што можам на ногата имав сликано грбот, бидејќи од тие 3 месеци лежење имав и искривен грб. И го сликав и грбот каде што ми се исправува килажата, како што ми се намалуваше, тоа ме мотивираше уште повеќе. И како успеа да намалиш килажа на толку неактивност? Со тие вежби некако дома, со тоа пешачење околу оџакот, бидејќи многу правев некаде по 100 кругови околу станот и со вежби, константни вежби дома, колку и да звучат едноставни, тоа беше долг период, но некако почнав да ги губам тие кила. И на колку време правеше слика? Мислам, на колку време анализираш? Најпрво правев слика секој ден, но потоа беше на секој месец. Да, затоа што претпоставувам дека е пребрзо, а нагонот е да се сликаш, да го бараш подобрувањето колку што е можно побрзо, претпоставувам дека тоа е. Ама не можеш да го брзаш тоа, значи најверојатно кога ќе се да се дисциплинираш, да направиш пауза меѓу сликите за да можеш уствари да видиш разлика. Да. И потоа требаше да почнам со пливање, но тогаш фати корона. И таа година беше 2020-та. И требаше да ги иставам тие, имав јас како шипки во колкот, што ми ја држаа ногата коската да расте на правилното место. Јас требаше да ги извадам тие во мај. Но како што се затвори се... Фактички треба да ти се врати ногата кога ќе ги извадиш? Не, само да ги извадат. Јас морав тоа со вежби да ја вратам ногата. Стварно? Да. И тоа беше многу тежок процес и со многу болки. Бидејќи ќе дојдеше физиотерапевт, мораше со сила таа да ми ја врати ногата каде што можам, за потоа и јас да можам да вежбам колку што е можно повеќе. И дури мразев кога ќе дојдеше таа, бидејќи знаев колку се тешки тие вежби. И не бев свесен да ти кажам до овој момент дека човечкото тело има таква можност за реинкарнација, да кажеме, да се регенерира на таков начин. Дека со вежба можеш уствари да преместиш позиција на нога. Мене буквално ми беше 90 степени свртено нанадвор. Мислам, тоа е, како ти кажам, скроз погрешно. Да. И јас требаше тие шипки да ги извадам во мај, но поради короната дури во септември ги извадив. И тоа цело лето, првичниот план беше некако да се вратам, доволно има време за да се спремам за да го преплевам езерото. Но поради тие шипки кои ми сметаа во ногата, имав болки. И чекав да ги извадам тие за да можам повторно да се вратам и во пливањето и во се.
И тие 3 месеци ги поминав така со болка, со неисчекување за да дојде септември за да можам да ги извадам. И добро, доаѓа септември. Доаѓа септември, тогаш требаше да одиме в Белград, јас, татко ми и мајка ми, но некако мајка ми испадна да е болна од корона, што не беше баш, не правеше некако смисла, но тоа беше предзнак за тоа што се случи подоцна. И отидовме јас и татко ми во Белград, ми ги извадоа шипките, му реков, го замолив на докторот да ми ги даде шипките за да ги имам како успомен, уште ги чувам. Ги чуваш ли Да, супер? Да. тие ќе ги чувам како баш како спомен, ништо сум поминал. И кога го почнав веќе конечно тој период на подобрување како што треба без тие шипки, се случи тоа, таа вест која не требаше можеби во тој момент, но како викаат, кога нешто ќе трне надолу, мора све да понесе со него. И јас во септември ги извадов шипките, некаде во ноември на мајка ми и диагностицира карцином на бели дробови во 4-та фаза, 4-та стаза. Тоа е неверојатно директна последица од короната. Тоа е проблемот, што таа беше болна од рак пред да е болна од корона, но ние не знаевме. И таа корона што имавме, што испадна позитивна само таа, всушност беше баш поради тоа што имала рак. Зашто и ние ќе бевме, заедно живеевме во истиот стан, не носевме маска по дома. Да. И ние ќе требаше да сме позитивни ако таа беше навистина позитивна на короната. Но тоа беше предзнак на тоа дека е болна од рак. И тоа беше исто така наеднаш пак тежок период. Мислиш дека конечно ти тргнува животот нагоре, но пак те спушта надолу. И пак е момент на пак да се пронајдеш како можам да се подобрам, како можам да ја помогнам неа, да општо тој цел период беше некако многу тежок. Види, прво мора да ти честитам на храброста да го кажуваш тоа. Значи знам дека во неколку наврати го споделуваш јавно. Тоа е нешто што бара голема храброст. Значи бара стварно човек да си има изборено со многу своји демони, за да може да споделува такво нешто, така да фала ти на отвореноста пред себе. Да споделуваш. На шансата што можам да споделам. Да, пошто тоа е болест со која што се борат денеска многу луѓе. Ние имавме и неколку гости кои што лично ја имаат успешно, да кажеме, преживеано борбата со ракот. Имаме Виктор Боневски кој што ја загуби борбата со ракот. Значи тоа е нашето секојдневие, да кажеме, во животите на многу луѓе и сум, да кажеме, благодарен за сите оние кои што ја споделуваат таа приказна, затоа што верувам дека ги охрабрува многу оние луѓе кои што моментално се борат со таа болест. Да, не би могол посакал тоа ни на најлошиот непријател, не знам, не би могол посакал тоа, бидејќи е стварно многу тешко, бидејќи едно е, пак, јас ќе кажам дека едно е јас да поминувам низ тоа, бидејќи некако многу подобро се чувствувам мене кога ќе ми се случуваат работите, колку да треба да гледам на некој мој сакан, него да му се случува. Едно е што ограничен е начинот на кој што можеш да помогнеш. Бидејќи таа беше медицинска сестра и ти не можеше да ја речеш ајде ќе помине нешто, ќе како што треба. Не, знаеше едноставно, ја знаеше реалноста дека нема шанси да се спаси од тоа. Да, лажење во тие моменти не помага многу. Значи, колку човек повеќе се соочи со вистината, толку побрзо ќе ги помине, неверојатно. Тогаш татко ми и таа болест се проучуваше и виде дека ако се најде болест во прва фаза, дека 3% е шансата да човек достигне 5 години откако му се најави. Беше 0 за преживување, мислам дека. И некако таа реалност јас не сакав да ја прифатам. Јас му се лутев секогаш кога ќе го спомнеше тоа, но тој не спремаше на најлошото, бидејќи не знаевме во кој момент може да се случи тоа. И не спремаше некако да пораснеме ние во мажи, за да се соочиме подобро, за да не
не паѓаме повторно во депресија или да не сме тажни, едноставно тоа е животот. И многу бавна, многу тешка и на крајот колку и сурово да звучи, дури среќен бев кога си замина, бидејќи си реков колку и да е тажно тоа дека мајка ми замина, сега е барем на подобро место. Сега барем знам дека не мора да се мачи, дека таа болка што ја поднесуваше не мора веќе. И бев среќен на некој начин. Некако како камен да ми падна на срце. Од она што можам да видам, ти си верник, значи ти си голем верник, значи кога подлабоко навлегуваш во верата или се запознаваш во верата и го градиш, да кажеме, тој процес со Бог? Јас од секогаш верував во Бога, бидејќи тоа му сум многу благодарен на родителите што не ми го наметна, но некако ме упатија кон тоа. Не ми го наметна дека мора да се прави, мора оваа традиција се одржува, не, само ме упатија кон нештото и јас го пронајдов тој пат. До таа 13-та година верував многу, но откако ми се случија тие работи, некако помалку почнав да верувам и се дека една вечер, кога веќе беше мајка ми болна од рак, играв јас на компјутер и таа дојде со плачење и не знам ништо беше целта на нејзината реченица, но таа ми рече само не се молеше како што се молиш, не се молиш како што се молеше порано. Не веруваш како што веруваше. Додека плачеше и тоа некако мене ми направи да се помислам, да си речам стварно е така, навистина се оддалечив од Бога. И некако си реков прости ми Господе, не бев ни свесен дека се оддалечив, не бев ни свесен за тоа и откако ми го рече тоа мајка ми, секоја вечер до ден денес си кажувам по молитва за здравје, за тоа единственото, бидејќи што друго ни е потребно освен здравје, све можеме да направиме само со здравје. Ти најдобро го знаеш тоа и можеш да посведочиш. Она што може да се види дека начинот на кој што го припремаш ти твоето тело, значи има нели се мачкате со вазелин, со што уште таму не знам. Нели се прекрстуваш и тогаш почнуваш во со пливањето. Како продолжува пливачката или подобро да кажам како започнува да кажеме пливачката кариера од тој момент натаму? Од тој момент натаму, затоа што веќе си во фаза на рехабилитација. Да. Почнуваш телото да го осеќаш многу подобро, најверојатно тестираш на помали дистанции или во базени, и одлучуваш дека сега е можеби добар момент да даеш се од себе. Во 2020 немав пливање, но како што се вратив, јас се уште го чувствував тој како тежина дека не го препливав јас триаголникот. И дури за 2021 сакавме да се спремиме за тој триаголник. И целевме кон тоа и прво го има ли некој препливано тоа до сега? Не. Сите мои, освен првото, освен од Свети Наум до Охрид, што сум најмлад, сите други кои ги имам препливано, јас сум првиот. Значи 13 други препливања сум јас првиот кој ги има препливано. И 2021 година сакав да го правам тој триаголник, но не сакавме само наеднаш да влеземе во тие води, туку сакавме некако да направиме и други препливувања. Започнавме со обратната насока од Охрид до Свети Наум, што станав, како што кажав сега, првиот кој го има препливано тоа. Потоа пливав Охрид, Свети Наум Охрид, што до ден денес ми е вториот најтежок подвиг. Тоа е 44 км. Да. И последното требаше да е триаголникот, но поради некои киксови што се случија во овај 44 километарски маратон. Како на пример, татко ми истражуваше како е најдобар начин да се хранам, колку е потребно да имам калории да внесувам и мислам дека тој ми даваше 300 калории на сат. Но мене пливањето ми стана толку лесно, што јас не се чувствував како да пливам, туку како ништо, како да дишам. И јас
трошев многу помалку калории отколку тие 300 што ми ги даваше. И на секој час како што тој ми даваше 300, јас помалку како што користам, тие се стагнира. И се прејаде, сакаш да ми да, кажеш. се прејаде. Стварно. Буквално се прејаде. И на враќање од Светинаам до Охрид, почнав некои такви кризи да имам, не психички, него застанував да пливам бидејќи не можев да продолжам. Ме болеше стомакот, се држев за стомакот. Гледав, не знаеа тоа што ми е. Мислеа дека имам криза. Јас уште толку се нервирав што мислеа дека имам криза. Бидејќи тоа на недиректен начин ми кажува дека не сум спремен. А не можеш да ми кажеш дека не сум спремен. Да, комуникацијата е многу осетлива, претпоставувам, затоа што човек не може тоаш директно да ти се обрати, пошто може многу погрешно да биде тоа сватено од твоја страна, во друга состојба си мора да пазиш што збори, индиректни муавети, символи се користат. Но во која форма ја конзумираш храната дори пливаш? Во тоа се раствора, значи тоа се карбохидрати се раствораат во вода. И кога ќе се растворат, само брат ми или било кој ми го фрла шишето врзано со врвса со јаже, јас само пијам и одма продолжувам. Тоа е најлесниот начин, бидејќи одма влегуваат тоа што е потребно, одма го конзумира телото и само си продолжувам наместо да застанувам и да конзумирам поинаков тип на храна. И тоа беше многу голем проблем со премногу калории и дури кога застанав слушнав не ми текнува кој, но некој рече ај веќе да го ставаме, многу се мачи. Јас реков, ако треба ќе умрам во водава, не излегвам едноставно дур не завршам. А секојаш има по некој таков што те нервира. Во кајчето. Да, апсолутно, мора. То без такво нешто нема. И некако издржав и со тие болки и поради тие болки мајка ми кога виде колку се маче во тоа пливање, мислеше дека не сум спремен за триаголникот. И таа година се одлучивме, ајде, по желба на мајка ми да не го правам триаголникот, иако бев спремен. И после некое време татко ми пронајде всушност што е проблемот и од тогаш и таа грешка ни еднаш не ја направивме. И таа година остана уште Охрид, Струга Охрид на 4 септември. И тоа беше процесот на, мислам, таа година, таа ми беше некако како redemption година. Бидејќи се чувствував како, посебно на првото пливање од Охрид до Светинаум, многу трема чувствував, бидејќи последниот пат кога влегував во тоа место, не успеав да го испливам. И многу трема чувствував тогаш. И тоа беше последно пливање на кое што чувствував трема. Од неуспехот во 2019-та, јас си имав мото кое не му го кажував, дека подобро да умрам, отколку да излезам без да успеам. И тоа само си го продолжив за сите пливања. Да, кој ќе повлечеш таква линија, да. Значи веќе е многу лесно. Значи нема дебата тука, преговарање, пошто најверојатно тоа е многу процес кој што се јавува кога телото ќе почне да ти откажува, кога снагата ќе почне да ти откажува, значи човек сам со себе почнува да преговара. Ајде уште колку, па зошто го правам ова, па зошто ме боли, па не мора да се 40, дај нека бидат 30, доволно се. Значи такви некои процеси на преговарање. И таа е 2021 redemption што ја викаш. Значи успеваш да се истестираш за што си способен, до кај си способен, за од 2022 да влезете во подвигот наречен Одисеја 2022, кој што вклучува 10 препливувања на Охридско езеро, од кој што последното е тој триаголник. Па да видиме, значи 2022 ти има 16 години, првото пливање ти започнува Радош до Охрид. Да. За таа година најдоцна почнав со тренинг, бидејќи таа година дури со тренинзи почнав во февруари. Пред тоа се мачевме на некој начин со тој случај од мајка ми и кога почна веќе ми беше ајде сега можам да се фокусирам на друго нешто, веќе да некако со тоа сакав и нејзе да ја оддадам почит, дека повеќе несвесно го правев тоа за неа отколку за мене. И тие всушност претходни 9 препливувања ми беа начин на спремање за последното. Бидејќи наместо да пливам јас секој викенд по 10 на километри, барем вака ќе правам
уникатни препливувања кои никој досега ги нема направено и ќе се верификуваат. И Да, значи тука веќе се вклучува или од минатата година се вклучува Светската асоциација? од минатата година, но различни. Прво беше МСФ, па потоа се сменавме на ВОЛСА. Добро. Да. И кои се стандардите таа што ги поставува за едно твое пливање? Што треба ти да исполниш као правило? Некој од, бидејќи не ги познавам сега, веќе ги имам подзаборавено, но некој што ги памтам дека најпрво не смееш да имаш никаков контакт се додека не излезеш од водата и да ги кренеш рацете. До тогаш не смееш да имаш никаков контакт, не смее никој да ти помогне. Ако има повеќе сегменти од пливањето, например како во триаголникот, да речеме кога ќе застанам во струга, не смеам да имам повеќе од 10 минути одмор. Мора да има дефиниран старт и финиш, бидејќи не можеш да започнеш од мост кој е изграден од пластика или од дрва, бидејќи тој можеби за 10 години нема да го има. Мора, например, да започнеш од пристаниште и да завршиш на кај некој мост или на некој место што знаеш дека некој друг може да го преплива истата рута. После 100 години ќе остане непроменето. Да. Мора да има наблюдувачи кои не се крвно поврзани со мене, за да може да сведочат за колку е навистина тоа направено. Тоа мора да има слики доволно, да има видеа каде што пијам, каде што на секој застанување, колку завесли правам во минута, колку е температурата на водата, струјата. Има ли допинг тестови? Нема допинг тестови, но тоа можеби ако имаше надпреварување каде што се тркаме повеќе, можеби тогаш ќе имаше, но вака бидејќи е на отворени води и се надпреваруваш самиот со себе, нема. Но такво нешто прво бев малолетен, а и сега никогаш нема да го направам тоа. Бидејќи едноставно не гледам причина. Па не, добро, ама како стандард, например, може да дојде некој утре Петко, например, и да каже, окей, сакам јас да бидам вториот или сакам да бидам подобар од Марко и да земе 2-3 сокчиња, например, што не се баш дозволени и да избрише, например, све што имаш поминато. Тоа не дека ќе избрише, ама со тоа што ќе го надмине или поставува некој друг стандард. Од тој аспект мислев таа. Не знам, за тоа можеби не знам. Може не сме стигнати како човештво до таму се уште, значи нема толков интерес кога ќе се појават повеќе луѓе ќе мора да го регулираат и тоа неверојатно. Но окей, значи имаш конкретна почетна точка, како ги бирате точките? Значи Радожда Охрид, Радожда Градиште, Радожда Трпејица, Радожда гледам дека е доста како почетна точка се користи. Имавме 3 или 4 каде што почнувавме од Радожда. Па првите 3 се уште може да видам. Првите 3, после мислам дека имаше уште едно Радожда, Трпејица, Градиште. Да, добро се го запамтил. И не знам како се одредува, тоа повеќе беше работа на татко ми. Јас знаев, само сакав да се спремам за триаголникот. Тебе ти кажуваат, треба се појавиш во толку сат на пристаниште. Значи таму треба да завршиш. Измеѓу не те интересира ништо. Да. Заедно ги одредувавме со татко ми од каде почнувам, некако сакавме како да го ишараме на езерото. И секој можен старт, секоја можна локација да ја поминиме. Да, среќа што во Албанија е 30%, мислам дека пошто ќе имаш или со пасош можеше да го поминеш. Не знам, можеби ќе ни направи проблеми, но има и луѓе кои пливаат од поградец, така да. Стварно? Да. И можеби немаше да е проблем, но сакавме нашиот македонскиот дел од езерото да најважните локации, бидејќи кои се тие Светинаум, Љубаниште, окей, ама ајде бидејќи се толку блиску, Заум, Градиште, Пештани исто така, Трпејица и навака нема некое важно од езерото, од пристаниште и потоа Струга и Радожда. Тоа се најважните почетни или завршни точки на нашата. Да, и уште баш го гледав езерото, значи најдалечните точки, сега не сум сигурен дали е Струга Светинаум или Струга Поградец. Струга Светинаум. Тие се најдалечните точки, да кажеме, пошто во 29,11 мислам дека беше тоа. Да. И така беше некако тоа беа повеќе како тестови за да сум спремен. Па добро, ова се многу тестови овдека, ти си сакаш да се тестираш, бога ми ти кажам право. Значи ова му доаѓа цело лето во 3 месеци, значи секоја недела малте не пливање. Скоро да, имавме само мислам дека 2 недели измеѓу како одмор,
каде што бев настина технички. Добро, значи, што се случува пред да дојдеме до триаголникот, до тие 64 километри, значи, кои се, да кажеме, некои моменти кои што можеш да ги изведеш? Значи, има ли, ти, да кажеме, одиш во длабочината на езерото, значи, тука веќе, не знам, може би змија ќе ти излезе, може би инсект ќе те касне, може би струја ќе те однесе, ладни струи, топли струи, ладна вода, топла вода, значи, кои се процесите низ кои што проаѓаш или елементите со кои што се соочуваш во тие пливања? Има многу такви каде што спомна сега со змија, имав и таков Пошто тоа мене ми било, ќе ти кажам од моје искуство, значи првиот момент кога сум бил во Охридско езеро, посебно во градиште, пази на змии. Значи тоа било, пази змии, добро. И сега јас што, како ќе пазам на змии? Влегувам и пазаме. На едно од пливањата, мислам, каде што завршува во Пештани, така имав еден пресрет со змија и тоа, бидејќи јас најмногу нешто што мразам и најмногу што се плашам е од змии. И Исто. Одвратно. Пред да пристигнам во Пештани, треба да има награда за ловење, кој што Да. имаше за волци на време. Мислам дека треба награда да стават. цело езеро се чисто змии. Не можам да ги поднесам. И пред да пристигнам во Пештани, како што пливам, имаше еден дел каде што беше погнас на водата. И само како што пливам, Така ја делиш на помалци, на повеќе гнасна. Значи нема чисто, има помалци и повеќе гнасна. И како што пливам, и само нешто чувствувам на левата рака дека нешто како да фатив. Но мисля дека е некое џубре. И само се гледам на левата рака и гледам змија дека ми се направила на раката. Си пливаш со неа. Да, и само гледам, почнав тогаш како женско почнав да пискам, тогаш сакав да се откажам. Тоа е можеби откако го кажав тоа мото дека не се откажувам, најблиску да сум се откажал. Сакав за кајчето да се фатам, но не ме остава, тогаш татко ми почна да бегат, бидејќи бев само на 2 километри до Пештани. Татко ми почна да бега да не ме остава да се фатам за кајчето. Јас почнав почнав го бркаш кајчето? Да. Јас почнав да паничам. Готово, толку ми беше змијата, ја видов, јас готово толку, ајде дај да се откажам од пливање, не можам да ја гледам веќе. И тогаш кога ненормален почнав да пливам пак со сета сила тие 2 километри и тоа беше многу интересно. Инаку за струите, да, иако најмала дистанца беше од Радош до Охрид, беше најтешкото преплување таа година, бидејќи 12 јуни се уште ладна водата во езерото, а и се погодија многу големи бранови и струја против мене. И тие некако 5 часа, не знам колку 5 часа и 25 минути. 5 часа, 5,5 часа кога траеше. Чувствував студ и ја чувствуваш тогаш се чувствува кога веќе имаш некој искуство во пливање дека не одиш едноставно нанапред. И тоа многу ме демотивираше бидејќи си реков ако ова е најкратко и олку тешко, други што правиме. Но ето некако го поминав после тоа со тресење излегов од толку студ што чувствував и Колку треба да е која е температурата на водата? Од она што можев да видам некој 21 степен да кажеме е као просек во текот на годината, не знам. Не знам, тогаш беше најладна бидејќи уште не е загреана и имаше северен ветар што воопшто не помогна. Да, 12 јуни, значи уште е ладно. Да, езерото е ладно. И температурата надвор беше, сите беа со дуксови, со тренерки, јас требаше да пливам. Да. И ги гледам како си се комотно во топло, јас замрзам, се тресам вака целиот. Си викам леле, кој ме натера да пливам. Леле каков дуксер ќе облечам кога ќе завршам со пливање, бе. Баш. И јакна после тоа, живот. Да. Тие струи се Тоа е многу чудно бидејќи пак ќе кажам големо недоразбирање кај народот е дека е тешко да се плива против бранови. Не, против бранови е тешко за кајчето, за мене не е. Но струјата што има во езерото, што е многу неодредена, е многу потешка за мене, бидејќи може да имаш најголемите бранови против тебе, ако струјата е со тебе, нема воопшто никаква тежина во тоа пливање. Например, од Струга до Свети Наум ја има можеби најсилната струја, контраструја. И тоа беше тешко пливање, баш поради таа струја, но
ете, некако мора да издржиш, бидејќи многу те убива во некоја смисла тоа кога ќе видиш дека си на едно место, на пример, гледаш во далечината на некоја зграда и таму ќе ти се фокусира погледот и после еден час кога уште ја гледаш таа Исто, зграда. стои Да. таму. И тоа многу те демотивира, те убива во некоја смисла. И А реалноста е дека ти се движиш, Да, но да. многу споро. Да. И тоа најмногу се чувствува кога ќе тргнуваш од Светинаван према Охрид. На две места. Најпрво е кај Заум, бидејќи како што е голема галичица и ти цело време ја гледаш истата планина и мислиш дека не се ни поместуваш. А исто така има многу јака струја кај градиште. Од заливот на Коските се додека не го поминеш Пештани е една од најаките струи, каде што заглавуваш таму едноставно. Посебно и оваа година јас таму се чувствував кога да пливам кој знае колку часа. И тоа е едноставно. Како растеше свесноста, да кажеме, за активноста која што ја правиш во текот на месеците? Значи, до моментот на 27 август, значи, почнуваш на 12 јуни. Како се буди свесноста? Колку луѓето стануваат посвесни за сите препливувања кои што те чекаат, за финалето, големото финале, значи како ја осеќаш поддршката? Дали растеше, дали се намалуваше, дали им е сеедно на луѓето тоа што го правиш? За некои од пливањата беше намалена, бидејќи не се толку значајни, бидејќи не знам, некое пливање да речеме од Што е значајно препливување, да кажеме? Значи, колку е вкусот на луѓето? Колку е километражата за да биде нешто значајно според, нели, јавноста? Па не мислам дека е километражата во прашање отколку што се местата колку се познати. Например, најзначајно после триаголникот беше од Струга до Светинаум. Да, најголемо е, но се знае од Струга до Светинаум. Исто така значајно беше многу кога пливав од Радожда до Трпеца па до Градиште. Познати места се тие, но например кога пливав од Струга до Градиште или до Пештани беше помала гледаноста, помала заинтересираноста но како што се приближуваше тоа последно пливање, иако уште не го имав најавено дека секое пливање го најавував неделата кога го правам. Немаше, например, кажано ова лето ќе пливам 10 пати и еве ги датумите. Да, но не ги имав не ги имав кажано датумите и немав кажано кои се релациите. Аха. Секоја недела посебна релација. А иначе имав најавено дека 250 км во 10 викенди. И некако тоа растеше, а посебно за последното, за триаголникот беше најголемо, фала Богу. Да. Мислам, претпоставам дека во овој процес нема многу негативни коментари. Значи нема што човек да ти замери, значи едноставно. Значи тоа што си го кажал, тоа си го исполнил. Да, имаше неколку чудни коментари дека дека сум замарал со пливањата или дека сум го правил нештото за пари, демек да ни испаднало дека го правам за пари толку многу пати што сум пливал. Не знам, некои чудни коментари што не знам, немаше можда причина да се напишат, но ето, луѓето ги напишаат, јас на тие се смеев едноставно, бидејќи Па види, да, значи за да има добри мора да има и лоши. Да, значи, да. Ти знаеш дека е тоа библиски концепт, Да. значи за да постои доброто мора да постои лошо, така да Апсолутно, апсолутно неопходно е да ги има. Потребно е да ги Да, имаме, да. разбираш, значи јас стварно од денешна точка на гледање на Апсолутно. работите, ако се само позитивни би се запрашал дали живееме да. во балансиран свет, во нормален свет. Да. И доаѓаме до 27 август, значи кај што ти треба да го направиш најдолгото пливање во твојот живот. Ајде да кажеме, пренеси ми го тој ден како изгледаш од почетокот. 3 години поминаа тој неуспех и јас во тие 3 години секоја можна грешка ја имав проучено, решението на таа грешка и на тие добри работи да ги повториме, на тие лоши работи да ги поправиме. Например, тогаш се решивме дека во 2019 почнав некако во 7 часот или во 6 часот навечер, а сега почнав наутро. И тоа беше огромен дел во мојот успех, бидејќи многу е полесно кога го имаш така цел ден и кога почнуваш од сабајле, бидејќи не треба да регулираш ти како го спиеш.
претходните 2-3 недели, си спиеш како што си спиеш. Нормално, да, во 2019 година јас требаше да гледам кој, например, да легнувам во 8 сатот на сабајле, за да станувам во 5-6 часот на поручак. И затоа си реков, не го правиме тоа. Сите, секоја грешка, значи ја дефиниравме, ја поправивме и немаше простор за нешто такво. Колку ти е телото функционално после сите тие препливувања во пресред на ова пливање? Значи, дали се соочуваш со повреди, болки, не знам? Не, за ова пливање не. Таа година, освен што имав неколку, мислам дека 2 настинки тоа лето и затоа во 2 недели каде што не пливав. Но освен тоа немав некоја друга потешкотија. Во колку часот започнува пливањето? Во 9 часот, ако не се лажам, не знам толку точно. Добро, значи на сабајле, да, фактички. наутро, да. И некако тоа беше многу чудно, бидејќи пред тоа го визуализирав како го манифестирав јас тоа пливање многу долго време. И кога дојде, се чувствував како да не е дента дојдена за тоа да го правам, најголемиот подвиг. Ми беше само како обичен тренинг, такво ми беше чувството. Ниту трема почувствував, ниту ништо. И ми беше многу чудно тоа. Некако како да не се имав ни разбудено, како во некој сон да сум. И го започнав пливањето, топ, до Струга беше без никаков проблем. И во Струга кога стигнав во Струга, имаше малку ветар, што многу лошо ми направи, бидејќи како што останав некој време тамо. Значи, тука се тие правилата што ги спомнам преска, дека имаш максимум време од пауза од 10 минути. Да. Јас ја искористив некои 8-9 минути, што беше искрено грешка тука, бидејќи имаше ветар и тоа почувствував студ, ме оладе. И на враќање, мислам према Свети Наум, тоа чувство на студ додека се стоплив, помина многу време и дојде веќе ноќ. И сепак многу е потешко тоа пливање преку ноќ, бидејќи Да, тоа ми е многу интересен момент. Значи, буквално колку е различно пливањето во ноќни услови? Многу. Прво од психичко гледање. И тука ја нема зградата, таа што викаш. Ништо нема. Ни планината ја нема. Ништо. Посебно на 28 август така се погаѓа да нема месечина. Нема ништо. А вечерта немаше ни звезди, ништо немаше, прст пред око не се гледаше. И неколку пати, значи ништо од романтика. А баш си го замислував као романтичен момент, вака навечер си пливаш на сред езеро, звезди, значи да раскажуваш после тоа. За жал не е така. Главното кајче кој ме пратеше, поточно јас го пратев него, бидејќи не знаеш каде се наоѓаш, и тоа си се движеше по патеката, а другото пратечко кајче неколку пати како да се загуби од толку што беше кајче да се загуби. Не можешме да се најдиме. Не може да се најде, бидејќи ќе заминеше некаде лево или десно и сосема подалеку од целта од движењето, насоката на движење. И прво од имагинацијата ти е, не знам, да не ми излезе некое чудовиште навечер, многу е потешко тоа. Потоа види, имаше една легенда таква дека има чудовиште во Охрид. Нас како деца не плашеа со тоа. Не знам за тоа, не знам. Добро, не сте слушнали. Имало некој скриено таму. Не знам, за предспанско имам слушнато додека не. Да. И не знам, тоа беше тешко, но неколку километри пред да пристигнам во Свети Наум, почувствував остра болка во левото рамо. Како да имам истегнато неколку жили, вака. И си реков, ајбе ќе помини до Свети Наум, демек нема потреба сега да му се жалам. Пристигам во Свети Наум, таму имаше голем ветар и како што пристигнав, таман се имав стоплено од претходното пристигнување во Струга. Замрзнав таму од тој ветар и му кажав веќе дека имам страшни болки во левото рамо, ми дадо апче, но тоа апче воопшто не делуваше. И како што тргна веќе за наназад, почнав да пливам само со една рака. Левата рака само ја
ја пляска вода, а десната влечам целосно, левата само пляс. И како што ми беше плюс ладно, секогаш кога ќе ми даде топол чај, бидејќи тоа беше како начин за да не заспивам, бидејќи во зелениот чај има кофеин и тие ќе го стопля. Јас најпрво го гушкав шишето за да пробам да се стоплам, па потоа го пиев и продолжував да пливам. Таа болка во левото рамо не можев да ја тргнам по мислата дека толку голема болка поднесувам во моментот. И многу ми помогна веќе кога изгреа сонцето, веќе сосема различно е тоа, знаеш дека веќе си многу поблиско до целта, веќе го гледаш Охрид, гледаш све како што е, и со изгревањето на сонцето веќе тој студ исчезна. Но болката во рамото беше се уште тука и како што се доближува веќе исто така некако во 2018, но сепак дојде кајчиња за поддршка и некако веќе од таа еуфорија што ме понесе дека конечно ќе го направам тој кошмар што ми беше од триаголникот, некако ме понесе таа еуфорија и немав болка веќе во рамото, не ја чувствував. И не знам, на крајот имаше голема толпа луѓе што ме пречекаа, зашто му сум многу благодарен, бидејќи кога ќе видиш дека некако трудот ти се истлеќе, дека има за на кого да мотивираш или да инспирираш, некако многу подобро ти носи тоа на душата. И не знам, на кога излегов од тие води, некако не бев задоволен. Како да не го имам направено тоа, бидејќи несвесно го правев тоа за мајка ми. Јас после 2 години го дознав тоа, дека го правев тоа за мајка ми, а не за мене. Иако целта требаше да е само за мене, бидејќи јас не исполнав во 2019. И затоа, бидејќи можеби таа не беше тука, за да прославиме заедно успехот. Не беше комплетно Да. остварувањето. И некако не ми беше полна душата со тоа што сакав. И наредните 2 години јас уште не се чувствував како да го имам направено тоа. Но сега кога ќе се навратам сум прегорд што го завршив. 22 часа скоро беше. 22 часа, 27 часа и 41 минута, ако е ова точно. Да. Со тоа ја комплетираш Одисеја 2022 година и со тоа стануваш најмладиот пливач кој што го има препливано од Охридското езеро практично 2 пати. Да. Значи со таа километража рековме дека најдалечните точки се 30 километри скоро. Океј, го комплетираш тоа. Значи не застануваш таму. Значи, ајде да кажеме како што и самиот кажуваш, што делумно ги задоволува твоите апетити, твоите намери за она што се вика кревање на свеста за луѓе со ретки болести, кревање на свеста за менталното здравје, издржливоста како елемент кај многуто луѓе, значи она што сакаш да мотивираш, се уште не си завршен со твоите подвизи, да кажеме, и колку време седиш мирен со тој подвиг во 2022? Знаев дека во 2023 ми е година за одмарање, бидејќи претходните години беа само напред кон нова цел или кон ново нешто. Сакав да се одморам, да видам како е тоа, да го искусам тој тинејџерски живот. И видов дека не сум едноставно за тоа таа година. Не сум, бидејќи од рани години не излегував со другари, бидејќи не можев, после и со пливањето и секако што беше, и едноставно тоа веќе не беше вродено тоа во мене. И видов, сакав нешто ново да правам. Некако се погоди да сакам да правам тој триатлон. Баш поради тоа дека веќе пливањето искрено не го чувствував како предизвик. И сакав да се предизвикам. И 2023 единствено нешто што е така како за спомнување беше монографијата која истадовме за Одисеја 2022, каде што е све поврзано со тоа лето што се случи.
но сакав нешто друго, како што кажав со триатлонот. Да, монографијата е неверојатно парче литература е, така да Да. кажам, кое што го овозможивте бесплатно, нели? Да, Луѓето да. можат да го превземат тоа. Има линк ако не се Да, лажам, да. значи ќе го ставиме во описот на видеото, сите ќе можат да ја прочитаат и поубаво се запознаат со тој подвиг од 2022 со слики, со линкови и така натаму. Да. И како што сакав да правам триатлонот, јас почнав да се спремам за тоа, но отидовме да се советуваме со нашиот доктор и тој рече да не го прави тоа. Не знаеме кој може да се последиците со колкот ако ги направи тие 40 на километри трчање. Ајде со велосипед можеби ќе ги направи некако или со пливањето не е проблем, но 40 на километри со трчање можат многу страшни последици да дојдат. И се откажавме од тој сон за триатлонот. И некако 2024 година ми беше, сега кога ќе се навратам, година на учење, на пронаоѓање повторно сами од себе си, бидејќи некако се оддалечив од сите работи и повторно таа година како да се оддалечив од Бога и не знам како да го изгубив патот, да изгубив целта за животот. Како е тоа според тебе, мислам од оваа точка на размислување? Дали го осеќаш како природна тенденција, да кажеме, човечка, да се оддалечува константно од својот пат, дека константно треба да се потсетува и да се враќа, дека не е доволно еднашка да го најдеш само? Да. Очигледно е дека е во секој човек тоа, како природно. Апсолутно. И тоа е можеби најдоброто за успехот. Не е дека си го достигнал успехот, туку патот што си го поминал за до успехот. И затоа има победници и има губитници, а повеќе се губитници бидејќи не се спремни да го чекорат тој пат за успехот. Бидејќи некако се свесни кои потешкоти ги има за тој пат. И така некако тоа е моето видување за Да, тоа. има две као главни теории, да кажеме, во тој пат на успехот кои што се издвојуваат меѓу луѓето. Тоа е првата вика целта ги оправдува средствата, а втората вика уживај во патувањето, не во целта. Да. Што е поблиску до тебе вака? Па уживање во патувањето не знам. Е на некој начин уживање тоа константно подобрување тие потешкоти и искушенија што ги имаш, бејќи некако те спремаат за следното искушение, секој искушение е како чекор за следното искушение. И уживањето е само во тоа што се подобруваш или што ја знаеш целта. Не знам. Дали мислиш дека пази, ова се сега веќе тука ептен во длабокото влегуваме, ама мислам дека е битно и да и ова да те прашам затоа што имаш достигнато димензии, да кажеме, во човечката свест за твои години кои што многу луѓе не ги проаѓаат во текот на целокупното нивно живење. Значи, тежината на твојот пат ти има натерано тоа и болката која што имаш и мачењето кое што ги имаш осетено се денеска една од најголемите привилегии кои што ги уживаш во разбирањето на животот. Затоа и ти ги поставувам овие работи као прашања, затоа што знам дека сигурно во одреден дел од твоето живење ти поминале низ глава, се соочил со нив, значи си имаш борено со нив многу повеќе од останатиот дел на луѓето. Првиот момент кога човек ќе престане, дали можеби го осеќаш тој момент, кога првиот момент ќе престанеш да работиш на подобрување на себе, дека веднаш оди колата надолу. Да. Тоа е некако како јас така го гледам, како Господ одгоре да те гледа дека работите кои ги добиваш се всушност резултат на тоа колку вложуваш. И кога ќе престануваш да вложуваш, мора тие работи да ти се одземат, за да се свестиш. Тоа ми беше некако како
wake up call претходната година, што многу работи некако почнав да губам. Со тоа моје трошење на време. На тој начин јас го гледам дека Господ пробува, се обидува мене да ме расони, да ме разбуди од тој зимски сон. Например, дека јас можам да ти ги дадам сите работи, но можам и да ти ги одземам сите работи. И затоа гледај да се движиш на вистинскиот пат. И тоа е некако за мене, например, за во иднина, дека ништо не ти е гарантирано. Ти да имаш партнер, да сте заедно, не знам колку години, може во еден миг да се разделите, баш поради тоа неподобрување од нечија страна. И тоа ми беше некако, како што кажав, wake up call за во иднина, да знам цело време да се трудам за да можам да добивам. Како се одлучуваш сепак на она што го изведуваш, она што ти го кажуваш, модифициран Ironman Да. триатлон? Што значи модифициран Ironman триатлон? Модифициран Ironman триатлон е од оригиналниот Ironman триатлон. Ние направивме потешка верзија, каде што делот со велосипед, бидејќи искрено најлесен, го намаливме за 4 пати, а делот со пливање, бидејќи најтежок, го зголемивме за 6 пати. А делот со трчање го оставивме, бидејќи тоа е стандарден маратон, 42,2 километри, и за вкупно 106,8 или 107 километри да поминам. И до тоа дојдов при крај на годината, како што почувствував дека се оддалечив од Бога, некако кога се покајав за тоа, само што ја завршив некако таа молитва, затоа ми беше и во најавата, видеото најава каде што го најавувам овој триатлон, само што се помолив, некако ми дојде таа помисла да го правам триатлонот, за да го поминам тоа искушение, за да се пронајдам самиот себе. Затоа и целта беше на оваа година, исто како 2018-та, потрага по желба за живот, да се пронајдам самиот себе, да го пронајдам стариот Марко, за да можам да продолжам, да се подобрувам. Во мојот живот, барем, секое подобрување е поради некој искушение. Јас морам да го поминам ово искушение за триатлон, од триатлон, за да се подобрам. И само што ја завршив молитвата, ми дојде таа помисла за триатлонот и реков, не ме интересира што ќе каже доктор, ова е поголем од здравствен проблем, ова е психички. И морам да го поминам, за да си докажам дека се уште можам да го направам тоа, веќе има поминато веќе 2,5 години од мојот последен подвиг. И не бев уверен дека можам да го направам. И тоа ми беше некако и целта да си докажам дека можам. И така морав прво да ги убедам, да се убедам самиот себе си, па да го убедам на брат ми и на татко ми. И веќе кога ги убедив и нив, и се одлучивме некако да... Тешко ли беше преговарачкиот процес? Имајќи предвид, да кажеме, сите ризици, посебно трчањето, да кажеме. Да. Колку имаш истрчано претходно најмногу пред тој маратон? Во овие, од кога ми ја најавија болеста, повеќе од 100 метри немав истрчано, а пешачење може би 8 километри максимум. Тоа беше тоа, но пешачење со застанување, со не знам. Добро, не проба да кажеме поголеми дистанци пред трчањето? Затоа што е сериозна дистанца, значи 42 километри се баш. Пред да се одлучам, не, но фала Богу со секој тренинг, да. Имав неколку, мислам дека 2 или 3 како пробни тестови, каде што поминав 30 на километри со трчање. И тоа не увери дека можеме да го направиме. Но оваа година, за разлика од претходните години кога сакав да правам подвизи, беше најтешко да ги убедам на татко ми и на брат ми за мојата цел. Бејќи сепак им беше страв да го правам тоа, и беше тој процес од неколку месеци додека се одлучивме да го правиме. Јас некаде од февруари започнав со тренинзите. Тренинзите со пливање оваа година поради повреда во рамото имав можеби само 20 на тренинзи, од кои скоро сите беа прекинати баш поради болки во рамото. И
ние знаевме до некој степен дека потешкотиите кои ќе ги имам во триатлонот, но не бевме баш целосно свесни дека мене може да ми откаже рамото. И некако испадна повторно да пливањето да е најголемото искушение. Да. Како започна самиот триатлон? Самиот триатлон започна во Свети Наум, и тоа беше модифицирано, бидејќи обичниот триатлон започнува со пливање, па потоа велосипед, па потоа трчање. А кај мене започна со трчање, премина во велосипед и за крај пливање. И во Свети Наум започнавме и тоа се случи одма со рамото, за жал, додека се загревав. Го ставав рефлектирачко елече, за да може да ме познаат за сообраќајот. Да сгази некаде. Да. И десната рака ја ставам во елечето, левата до овдека ја кренав и само се слушна так во рамото. И јас и брат ми само си дадовме еден поглед, што се си сега. Јас му реков, ќе се мислам кога е делот со пливањето, ајде само да почнам со трчањево. Делот со трчањево помина многу подобро од колку што очекував. Првите 30 километри ги поминав со 6,1 километар на час, што е со оглед на мојата болест беше многу добро. И последните 12 километри беа потешки, бидејќи ми се згрчија нозете, а стапалата имав голема болка, не ни ги чувствував стапалата од толкава болка. И ајде, тоа помина. Делот со велосипед беше дури многу лесен, некако одма помина 2,5 часа. Делот со пливањето не сакав да го почнам, бидејќи знаев дека ќе ме боли рамото, а и не бев целосно спремен за делот со пливање. И некако ми беше страв. Започнав со делот со пливање, на 6-тиот завеслај повторно само ми крцна рамото. И се врати. Како што ми крцна рамото, го почувствував една остра болка и од тој момент до крајот пливав само со една рака. Ще збориме за 24. 22,4. 22,4. Сам да права линија. Многу тешко, најтешок подвиг во мојот живот, баш поради пливањето. Со една рака. Со една рака, без нозе. Со левата рака, само како што кажав и за триаголникот кога го правев, само ја поставував во водата. Не влечев, не може да влечам. Имаше проблеми многу со пентите, каде што откажуваа и пливав многу повеќе од тоа што треба. Значи, ако е права линија 22,4, јас може би спливав 24 и повеќе, ако не. Баш поради тоа што откажуваа пентите и не ја знаевме точната линија. И само си викав во умов, те молам, не пливај побавно од 2,5 км на час. Бидејќи јас бев навикнат во 2022 од 3,5 до 4 км на час, без помош на струја, тоа ми беше брзината. Кога почнаа да ми кажуваат, пливаш со 2,2, пливаш со 2,1, со 2,3, јас гледам дека не можам ни да стигнам до 2,5, не камо ли да пливам побрзо од тоа. И кога ми кажа дека имам уште 9 километри до крај, порано си викам, порано да беше ова, ќе завршев за 2,5 часа. Сега ми требаат 5 часа и повеќе. Ама некако се исплати тоа, некако ми донесе повеќе, сега можам да сум горд на тоа, отколку ако не ми беше ништо на раката. Некако му додава тежина на таа приказна, на тој успех за триатлонот. Да, тоа е во тој момент се лут на сите, на себе, на животот, на светот, на Господ, на све против тебе, зашто се случува тоа така некако природно, за после некој време да сватиш уствари дека ти уствари за самата тежина го правиш тоа. Да беше лесно, например, немаше да биде предизвик. Секој додавање на тежина на тоа патување само ја зголемува неговата вредност. Значи, колку време си мирен, да кажеме сега? Помина ли, не знам, 2 месеца има ли? Па, колку месеци половина помина. Сега сум многу позадоволен од колку за триаголникот, веќе навистина сега го правев за мене. Ќе стигнеме до точката, значи. Многу сум позадоволен. Ама не си скроз, така ми изгледа. Нешто кога слушнав дека нешто друго се спрема. Не си вака скроз. Јас знам задоволен човек, комплетно задоволен човек. Видам кај тебе некако така со пола уста.
Гледај, ако што е зборот денес се пензионирам, јас ќе сум среќен, но сакам, мислам тоа ми е желба. Желба ми е, не можам да лажам, колку и да не бе, се најотворено согласуваат. бе, па ти што се не кажа, сега ќе се лажеме на крај. Мојата фамилија, значи, никој не ме поддржува за тоа што сакам да го правам Ла Манш. Со право. Значи, Да. бидејќи ме видела како пливам сега годинава, дека пливам само со една рака Уште една рака ти остана, да. Да. Уште сега треба прсти ја почнува да ти снемува на таа рака и со два прста кажеш дека го преплива. Баш. И реков јас, најпрво да го средам рамово. Ако се почувствувам дека можам, дека го средив рамово, дека ми е здраво, тогаш ќе се одлучам апсолутно за тоа. Но во моментов тоа ме кочи и мене, затоа е причината што не сакам да го Не, ја правам. мислам дека ти си одлучен, само чекаш да го спремиш рамото за да им соопштиш дека уствари тоа се случува. Иначе дека одлуката е падната веќе, готово, Да. како ти кажам. Пошто знаеш кај цела, мислам, зошто е толку лесно се препознае кај тебе тоа, пошто имаш 19 години. Да беше приказнава, например, како што е ред да биде, луѓе на 35-40 години ги постигнуваат овие работи. И веќе тоа е залезот на кариерата, може да каже, значи, окей, ги постигнав сите овие работи, задоволен сум, ќе се пензионирам сега што викаш ти, со све сум задоволен. Ама кога ќе го направиш се ова, кога имаш 19 години, као ти останува уште Да. живот. Да, Па, баш. А ти си навикнат повеќе време во вода да проведеш отколку на копно, ме разбираш. И сега имаме проблем тука со искреност. Така да уште еднашка, значи дебатата за ако тргнеш кон Ла Манш, значи тоа е морска вода и тоа ќе биде различно од оваа вода во која што имаш пливано до сега. Значи која е тежината, која е потешка за пливање? Езерска или морска? Езерска е потешка за пливање, но струите во морската си додаваат на таа тежина, бидејќи не знам, посебно во Ла Манш, како што е една од најтешките рути за да се испливаат, има и статистика дека полесно да се искачеш на Еверест отколку да препливаш Ла Манш. И посебно ради тие струи кои ги има во Ла Манш, но гледај, не е ни само струите, тие медузи и опасност од ајкула, од не знам, најмногу од медузите, бидејќи најголем проблем се тие. Мислам, таму ако видиш змија, ќе мислам дека ќе се изгушкаш со неа Да, и ќе се ја чуваш цел пат со тебе. Да, баш. Она, пошто тоа е среќа, тоа е Баш, најубаво да. нешто што може да се случи таму. Баш, но посебно медузите се најголем проблем, имам гледано и други пливачи додека го прават, како се жалат најмногу од медузите и дека голем дел се откажуваат баш поради нив. Бидејќи со секогаш кога ќе те закачат тие, кога ќе те каснат, не знам, тој мал отров кој ти го внесуваат, му енергијата на телото ти оди надолу, те печи, мора некако што е зборот да излезеш од таа вода. И тоа е голем дел од причината зашто се откажуваат. Исто како и колку се студени водите или температурите, бидејќи мислам дека максимална температура на таа вода, ако не се лажам, е 18 степени, не сум сигурен. И тоа е доста поладно од езерската. Да. И посебно од нашата, веќе нашата во јуни е 20 степени. И тогаш ако е ладно, ваму што да речеме. Но ќе видиме. Прво да го средам рамото, па здрави Боже. Ќе мора да, ако се одлучам на тоа, да имам одреден период каде што ќе живеам таму, например, 2-3 недели, за да се навикнам на таа вода. Што е вака интересно. Да. Само по себе. Значи, до сега на море си бил така, значи, Да. претпоставам. Колку имаш навика да пливаш или колку можеш да пливаш во морски води до сега? Мислам, стварно е неудобно целиот свет што живее внатре, мислам, едноставно те тера да размислуваш дека постојано си во опасност од нешто едноставно да се случи. Во езерото си зен, значи Да. знаеш дека Немам тестирано да видам колку можам во морска вода и затоа не можам да кажам точен одговор на ова прашање, но не знам, ќе морам да пробам да пливам барем на подолга дистанца во море за да видам. Ти посакувам многу успеси понатаму, да продолжиш да бидеш инспирација за луѓето, да се шири твојата приказна. Ти важиш веќе за езерска легенда во Охрид, за
една од легендите на пливањето во Македонија. Имаш многу историја создадено, а она што се вика животот е допрва пред тебе, така да со тебе сме во периодот што следи, значи ќе ги следиме сите твои достигнувања, ќе се радуваме на сите нив, не правиш многу горди со твоите успеси и навистина она кога ќе види човек што се може човек во твоја состојба да постигне, значи она стварно му доаѓа да стане и да почне да оди во најмала рака. Ако не и да почне нешто да посериозно да се вложува. Да. Ти благодарам за шансата да се искажам за одличното интервју, подкаст поточно, и се надевам дека повторно ќе имаме шанса да се видиме. Само сакам да кажам за крај, најпрво да му се заблагодарам до АСП, ако може пак. АСП пак, бидејќи тие беа причината што ми беше овозможен овој триатлон, бидејќи тие целосно ми ги покрија сите трошоци и многу му сум благодарен што така ме примија како да сум дел од нивното семејство и ме поддржаа. Исто така само да спомнам дека за брзо излегува книгата каде што опишува сите овие настани од кога ми беше дијагностицирана болеста се до монографијата Одисеја 2022. Секој настан е запишан, авторот е татко ми, бидејќи тој водеше рачуни, водеше тие дневници на секој тренинг, на се што ќе се случеше и беше така ќе едноставно ако запишано и за брзо излегува таа книга. Па ќе чекаме да споделиш на социјални медиуми, на различни канали, тоа ќе излезе, тоа ќе биде нешто што сигурно јас би сакал да го прочитам. Да. Убаво опишано во детали, значи како беше изведено секое пливање, секој подвиг, значи целата подготовка во ова. Знам дека овде има многу повеќе детали од она што ние успеавме денеска да покриеме, но тебе фала ти за одвоеното време, ми беше чест и те очекувам сигурно од кога ќе препливаш Ла-Манш уште еднашка да направиме споредба со морска и езерска вода, така. Фала ти за денес. Фала ти само уште и до амбасадор да се заблагодарам, и тие ми беа спонзор кој ме поддржа. Фала ти многу и се надевам дека после Ла-Манш повторно ќе имаме прилика да правиме разговор.